Вести на Канал 8. Добар ден. И покрај апелите да не се пали на отворен простор, на терен нема позитивни резултати. Противпожарната единица од Кочани синоќа повторно имаше интервенции, од кои една во близина на Зрновци. Предупредувањата до граѓаните внимателно да се однесуваат при палењето оган на отворен простор или пак да не ги палат страништата по завршената жетва на житата не бележат позитивен одзив. За само една недела, територијалната противпожарна единица од Кочани интервенирала дури 7 пати, при што последната се случи на земјоделско земјиште во близина на реката Брегалница, на потегот меѓу Грдовци и Зрновци. Подпалувањето на страништата се проширило и на околните ниви, при што од огнот оштетени се повеќе дрвја, како и насади со пченка и други земјоделски култури. Со интервенцијата на пожарникарите спречено е оштетувањето на дрвените столбови за пренос на електрична енергија. Од почетокот на јули до денес, екипите на територијалната противпожарна единица имале вкупно 39 интервенции во градот и околината. Во најголем број случаи се работи за запалена сува трева и страништа, а подпалувани биле и контейнери во централното градско подрачје. Со оглед на високите дневни температури, посебно за во наредните денови, кога се очекува тие да надминат и 40 степени Целзиусови, останува во важност апелот да не се пали оган на отворен простор, кога временските услови не го дозволуваат тоа, а посебно да се избегнува палење страништа и сува трева. Повеќе од очигледно е дека и покрај сите предупредувања нема позитивен ефект во однесувањето на дел од граѓаните. Останува фактот дека со законско санкционирање, односно со парични казни, можеби би се постигнал поголем ефект. За жал, тоа се последните мерки пред да се случи поголема материјална штета или човечка трагедија. Заради високите дневни температури, Кочани влегува во портокалова фаза. За време на топлотниот бран да се избегнува излегување во надворешна средина во периодот од 10 до 17 часот. На удар се хроничните болни, децата и старите лица, кои потребно е да бидат многу дисциплинирани во однос на овие препораки и редовно да ја земаат својата терапија, предупредуваат од Центарот за јавно здравје. Од утре Кочани влегува во портокалова фаза. Согласно усвоениот акционен план за превенирање на последиците од топлотните бранови врз здравјето на населението во Република Македонија, од страна на владата и донесените протоколи, Центарот за јавно здравје известува дека во наредниот летниот период треба особено да се почитуваат препораките за спречување на штетните ефекти од надворешните високи температури врз здравјето на луѓето, препорачани од страна на Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје на Република Македонија и центрите за јавно здравје. За време на топлотниот бран треба да се избегнува колку што е можно излегување во надворешна средина во периодот од 10 до 17 часот. Колку што е можно да се остане во затворени климатизирани простории, да се затворат прозорците и ролетните во текот на денот. Треба да се отворат навечер кога температурата е пониска. Да се избегнува директна изложеност на сонце, да се носи светла, лесна облека и заштитни очила и капа. Да се внесува големо количество на течност, почнувајќи од обична вода за пиење, па се до минерализирани безалкохолни пијалоци. Да се внесува помало количество на храна. Во возило да се отворат прозорците за да се овозможи вентилација на воздухот. Целосно затворените возила стануваат многу жешки. Не треба да се остава никого во возилото. Хроничните болни, посебно тие со срцеви, невролошки и белодробни болести, потребно е да бидат многу дисциплинирани во однос на овие препораки и редовно да ја земаат својата терапија. За секакви промени на здравствената состојба задолжително да го консултираат матичниот доктор. Пред употреба на свеж зеленчук и овоше, задолжително е нивно миење. Термички подготвена храна да се конзумира веднаш после подготовката. Ако тоа не се направи, подготвената храна да се стави во ладилник на температура до плюс 8 степени Целзиусови, а пред употреба да се загрее на 100. Да се избегнуваат производи кои не се термички обработени, домашен мајонез, сладолед, разни кремови. Како ранливи групи на население за време на топлотниот бран, според акциониот план за превенирање на последиците од топлотните бранови врз населението во Република Македонија, се наведуваат стари лица, доенчиња и деца до 4 годишна возраст, хронично болни, особено оние со ендокрини пореметувања, кардиоваскуларни болести, оние со висок крвен притисок, невролошки и физиолошки нарушувања, хронични белодробни болни, оние со проблеми со црниот дроб и бубрезите. Лица кои земаат лекови, лица со зголемена телесна тежина и лица со одредени професии кои работат во надворешни услови и се повеќе изложени на влијанието на топлотните бранови или лица кои работат на работни места изложени на висока температура и топлинско зрачење.
Рестрикции во наводнувањето за одредени водни заедници во регионот, најавуваат од Водостопанство Брегалница. Тоа се прави за да се обезбеди вода за земјоделските површини во Свети Николско, на кои им се заканува и сушување. 24-часовни рестрикции во обезбедувањето вода за наводнување им престојат на земјоделските површини во Кочанско, Штипско и Свети Николско. Високите дневни температури ја зголемиле потрошувачката, па за крајните корисници од хидросистемот Брегалница кои имаат ниви во Светиниколскиот регион се јавува недостаток. Од водостопанското предпријатие велат дека се одлучиле на ваква непопуларна мерка за да се обезбеди рамномерно и правично наводнување, како и да се спречат штети од исушување кај земјоделските култури. При тоа било регистрирано и недисциплинирано однесување од страна на водните заедници во трошењето на водата. Некои од водните заедници не ги испочитуваат требуваните количини на вода, трошат поголеми количини на вода од требуваните и се јавува на недостаток на вода кај нашите крајни водокорисници во Овче поле, односно во водната заедница Лозово и на дел од водната заедница Црнилиште. Ваквата состојба ги алармирала и земјоделците и вработените во водостопанското предпријатие, при што се одржале неколку состаноци и е договорено во наредните 3 дена да се спроведат рестрикции во водоснабдувањето. Испустите во водната заедница Овче поле 2 и 2А од Цепиничко поле во Соколарци се намалени, ствари се исклучени од системот, се затворени. Исто така и вечер од 19 часот ги затвараме вратите на испустите на водната заедница Мустафино, Свети Николе и Оризари. Значи, овие дополнителни рестрикции ќе бидат само за 24 часа за водните заедници, како што рече Мустафина, Свети Николе и Оризари. Исто така за 30 на 37 од 19 часот за 24 часа, значи ќе бидат затворени испустите на Ерджилија, Црнилиште и на ГК4 и ГК5, односно водната заедница во Кочани, и на 31.8 по 24 часа ќе бидат затворени вратите на Балванско поле, на Оризно поле, Крупиште во Стечешове и на водната заедница Тракање. Земјоделците од Свети Николско веќе неколку пати реагирале во водостопанското предпријатие поради сушата на нивните површини, жалејќи се дека дел од родот им е веќе уништен. Па 10 дена нема вода, не може да навадиш, сега нема ни џаби ќе го вадим, во што од џаби ќе го вадим. А имам 3 дена расемка купено, калем, ја имам 1000 евра трошок и што ќе ги извадам? За Бостано е завршена работа тука. Лојзето е делимично веќе при крај, значи уследните 3-4 дена ако нема вода да се наводне, ќе завршиме и со него. Околу 350 хектари засејани со тутун и бостан, како и со лозија во Амзабегово, чекаат вода од хидросистемот Брегалница. Земјоделците од овој крај се надеваат од и рестрикциите за другите водни заедници, што ги најавуваат од водостопанското предпријатие, можат да им го спасат престанатиот род. Започна реконструкцијата на дел од тротоарот покрај Кучанска река на потегот од шопинг центарот до мултикултурниот центар. Остатокот од оваа пешачка зона до плоштадот ќе остане како обврска за наредната година. Комуналното уредување на централното градско подрачје продолжува со реконструкција на околу 850 метри квадратни тротоарска површина покрај кеот на Кочанска река. Градежна механизација и работници од вторникот претпладне се ангажирани на отстранувањето на стариот асфалтен слој и постилање песочен тампон врз кој ќе се постават бехатон плочки. Од општина Кочани планираат градежните работи да траат околу 10 дена, при што освен тротоарот ќе се постави и урбана опрема за подобрување на функционалноста на просторот. Ова е продолжување на акцијата која имавме прошлата година, со која што извршивме реконструкција на тротоарот од мостот кај Домот на културата до шопинг центарот. Исто така се предвидува на овој потек, значи од мостот кај шопинг центарот до мултикултурниот центар, да се обноват клупите и да се постават нови клупи, дополнителни клупи со кои што ќе се изврши уредување на овој простор. Дел од комуналното уредување, освен на овој потек, се планира и во други делови од централното градско подрачје, при што се остава можност реконструкцијата на тротоарот да продолжи и во правец на мостот кон градскиот плоштад. Ние оваа година имаме негде околу 1900 квадрата предвидено за реконструкција, значи овој тротоар е широк околу 4 метра
Иначе до мултикултурниот центар имаме околу 210 метра. Значи планираме оваа година да завршиме овде кај мултикултурниот центар, а планираме исто така реконструкција да се изврши на тротоарот по Димитар Влахов, тоа е таму кај на влезот во Кочани, така да преостанатите квадратура ќе се искористи таму. Ако остане дел од квадратурата предвидена за оваа година за реконструкција на тротоари, можно е понатаму пак да продолжиме до мостот после мултикултурниот центар. Довршувањето на реконструкцијата на тротоарот на оваа делница најверојатно ќе остане како обврска за наредната година, со оглед што планираниот износ од буџетот за тротоарско уредување за годинава ќе се потроши со веќе планираните градежни активности. За целосно комплетирање на оваа пешачка зона преостануваат уште околу 150 метри тротоарска површина. Повеќе од една недела никој не знае каква е судбината на кочанецот што исчезна. Од полицијата велат дека потрагата, што засега е безуспешна, ќе продолжи. Исчезнувањето на кочанецот се претвора во мистерија. Повеќе од една недела од него нема ни трага ни глас. Од Савара Штип информираа дека акцијата за негово пронаоѓање и понатаму трае. Предметот го води кримтехника. Полицијата од почетокот на минатата недела безуспешно трага по 37 годишен маж од Кочани, кој од почетокот на минатата недела се води како исчезнат. Акцијата на Савара Штип, кон која се приклучи и тим од водостопанското предпријатие, потрагата ја почна во водите од каналот за наводнување од причина што исчезнатиот неофицијално оставил проштална порака во која навел дека таму ќе го заврши животот. За екипите вклучени во потрагата, голем проблем и понатаму се околностите. Бидејќи е сезона на наводнување, каналот е полн со вода и наместа покриен, што е отежнувало акцијата. Се шпекулираше дека наводно биле пронајдени делови од неговата облека, но полицијата не даде такви детали. Фактот што екипите вклучени во потрагата постојано се на терен без да пронајдат труп, подоцна влеа надеж дека лицето можеби и не ја остварило намерата што е навело во наводното писмо. Затоа истрагата беше проширена и преку други начини на локација и комуникација со контактирање на роднини и пријатели, но и врз база на други претпоставки кои би можеле да дадат насока за тоа каде се наоѓа исчезнатото лице, но до сега нема апсолутно никакви информации за судбината на кочанецот. Законот за хонорарци заминува во историјата. По многу протести на граѓанските здруженија и искажаното незадоволство, владата сепак одлучи да го укине законот со кој беа засегнати голем број хонорарци од Кочани и Виница. Спорниот закон за задолжително плаќање придонеси за хонорарците предвидуваше дополнително плаќање придонеси на суми на 21.000 за вработени и над 9.500 за невработените лица. Сега, сите оние кои заработуваат по основ на авторски договор или хонорар од 1 август нема да плаќаат придонеси за здравствено и за пензиско. Законот и претрапуваше измени и пред да биде целосно усвоен. Со цена од 500 до 700 евра за квадрат нова стамбена површина, нешто повеќе за деловен простор и далеку помалку во периферијата, Кочани е далеко од тековите карактеристични за поголемите урбани центри. Иако и овде има раздвижување, тоа е далеко од општите тенденции на пазарот на недвижности. Колкава е дискрепанцата во цените на становите и на деловниот простор, како и нивното закупување меѓу големите урбани центри и малите градови, најдобро се гледа ако се споредат Кочани и Скопје, например. Тоа од една страна е добриот аспект на живењето во Кочани, но од друга страна е сериозен илустратор на економската моќ, развиеноста и атрактивноста на местото на живење. Зголемена продажба на станови за 30,5%, зголемена побарувачка на простор за наем на деловни простории за 90%, зголемени капацитети на хотелски соби, се дел од заклучоците на анализата за пазарот на недвижности што ја реализираше агенцијата Фортон. Податоците со кои се споредува истиот период минатата година покажале значително раздвижување на пазарот на станови и објекти за деловен простор. Резиденцијалниот пазар бележи зголемување на бројот на реализирани продажби за 30,5% споредено со втората половина од минатата година. Зголемената пазарна побарувачка не влијаела на просечните пазарни цени и истите останале стабилни на 979 евра за метар квадратен.
Анализата на Фортон покажува дека пазарот на деловен простор на име цена за издадена површина е за 90% повисока во однос на втората половина од 2014 година. Закупнините за трговските центри останале стабилни. Примарните закупнини, односно висината на закупнините на најдобрите локации се на ниво од 39 евра за метар квадратен. Примарните закупнини, односно висината на најдобрите локации во главните пешачки зони се стабилизирале на 30 евра за метар квадратен, поостриот пат од 15% забележан во втората половина на 2014. Локалната канцеларија за комуникација со граѓаните на пратеникот Магдалена Манаскова во соработка со локалната самоуправа на општина Виница организираат информативна презентација за новините во законот за прекрашоци. Презентацијата е наменета за сите заинтересирани стопански субјекти од општина Виница, а со цел да се информираат подетелно за придобивките од новиот закон за прекрашоци, со кој што се намалуваат глобите за прекрашоците за правни лица најмногу 10% од предвидената глоба. Предавањето ќе се одржи во салата на Советот на општина Виница на 30 јули, четврток, со почеток во 10 часот. И за крајот вестите спортската информација. Мечеви во шах и завршница на фудбалските турнири на Илинденските игри во Чешиново и Зрновци. Познат е првиот финалист на Илинденските спортски игри во Чешиново. Во вторникот се одигра првото полуфинале во кое Теранци го совлада Крупиште со 4:3. В четврток 30 јули на програмата е второто полуфинале. Во 18 часот се среќаваат Бања и Чешиново. Во основното училиште Страшо Пинџур одиграни се предвидените мечеви од турнирот во шах, дел од Илинденските спортски игри. Во првото коло се сретнаа Соколарци Бурилчево, Чешиново Уларци, додека Чешиново КТ беше слободен. Во второто коло силите ги одмерија Чешиново КТ и Соколарци, Уларци и Бурилчево, додека Чешиново беше слободен. Трето коло Бурилчево Чешиново КТ, Соколарци Чешиново, слободно Уларци. Четврто коло Чешиново КТ Уларци, Бурилчево Чешиново, слободно Соколарци. И пето коло Уларци Соколарци, Чешиново Чешиново КТ, а слободно Бурилчево. На фудбалскиот турнир од Илинденските спортски игри во Зрновци одиграни се преостанатите два четвртфинални надпревари. Во понеделникот се сретна Фабијан и Бедвин, резултатот беше 0:1, додека во второто четвртфинале победникот беше добиен по пенали. Вандам и Лески во регуларниот тек одиграат 2:2, на пенали Вандам Лески 5:4. По среда на програмата се полуфиналните надпревари. Во 19 часот и 30 минути се среќаваат Дедопоп 23 Бедвин, а 1 час подоцна играат Градец и Вандам. В петок на програмата се надпреварот за трето место и големото финале. Завршија вестите на Канал 8, ви благодариме што бевте со нас. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.